Можеме ли да бидеме спасени како несовршени? Тема која што не е баш многу омилена за разговор. Јас се сеќавам уште на самиот почеток, кога поверував тие први години и онака во таа прва љубов. И разговарам со сега веќе наш брат, тогаш не беше се уште крстен, но идеше во црква покрај неговото семејство и јас онака цитати, стихови за тоа дека треба да бидеме совршени. И он почна да се мршти и вика, ма не е можно тоа. Нема шанси, па кој ќе биде спасен? Зависи како го сваќаме, нели, тоа совршенство и што значи тоа. Нели, обично велиме дека сме црква на остатокот. И како доказ веднаш го вадиме стихот од Откровение 12:17. Нели, Змејот се разневи на жената и отиде да војува против остатокот или против другите, како што велат повеќе од преводите. Значи, остатокот на нејзиното семе против оние кои што ги пазат Божите заповеди, го имаат Исусовото сведоштво. И потоа, како добри познавачи на Библијата, одиме во Откровение 19:10. Не го прочитавме тој стих, меѓутоа беше како составен дел на денешната поука, каде што се кажува што е Исусовото сведоштво, дека тоа е духот на пророштвото. Значи, ние сме тие другите, остатокот. Или што е тоа, она што ќе остане? Она последниот дел, остатокот. Каде го наоѓаме остатокот и некои карактеристики за остатокот, веднаш ќе отвориме во Откровение 14 глава, оние познати стихови, иначе еве повторно на почеток доминираат стихови од Откровение. И 4 и 5 стих, каде што ни се дава, нели, описот на 144.000. Тоа се оние кои не се осквернија со жени, именно тоа се девственици, тие одат по јагнето каде и да оди, тие се откупени меѓу луѓето како првенци на Бога и на јагнето, и лагане се најде во нивните уста, тие се непорочни. И леве, сега ќе се позанимаваме со неколку стихови од Павле, па Петар. Ефесијаните 5 глава. 26 и 27. Знаете, кога зборува за црквата, таа споредба што ја дава со маж и жена, за да ја освети, очистувајќи ја со водно капање во Словото и да ја представи пред себе славната црква, која нема дамка, ниту брчка или нешто слично, за да биде света и непорочна, совршена. Тоа е таа црква на остатокот, која што ги има овие карактеристики. Очистена, без дамка, без брчка, без ништо слично, да биде света и непорочна. Сличен стих 1 Коринќаните 1:8. Прво послание до Коринќаните 1:8. Кој ќе ве утврдува и до крај, за да бидете безпрекорни во денот на нашиот Господ Исус Христос. Мораме да бидеме безпрекорни, вели стихот. Совршени. 2 Петрово 3:14. Второ Петрово 3:14. Затоа, возлюбени, доека го очекувате ова, погрижете се тој да ве најде чисти и непорочни во мир, доека го очекуваме неговото доаѓање, за кое што често пати велиме дека е близу, треба да не најде, да се погрижиме, значи да не најде чисти и непорочни во мир.
Прво Јованово 3.2. Значи има мноштво на стихови. Издвоив неколку. Прво Јованово 3.2. Возлюбени, сега сме Божи деца и уште не се откри што ќе бидеме. Но знаеме, кога ќе се открие, ќе му бидеме слични. Зашто ќе го гледаме онаков каков што е. Слични на Христа. Тој беше безпрекорен, непорочен. Значи, непопуларна тема, како што кажав, но повторно прашањето, зарем мора човек да биде совршен за да биде спасен? И обично, кога размислуваме за една ваква тема и сега, како тоа? Да бидам непорочен, да не лажам, да не да... Комплетно, значи, чист, безпрекорен. Некојаш дури човек може да биде во заблуда, како фарисејот Павле од тој период, кога вели во поглед на законот, бев безпрекорен, тој баш го користи тој збор. Чист, безпрекорен. Ама кога се сретна со Христа, виде колко е чист. Но, Филипјаните 1.6, стих кој што ни е добро познат, гласи вака, Филипјаните 1.6, уверен сум во тоа, вели Павле, дека оној кој го почна доброто дело во вас, Господ Бог, Исус Христос, тој го почна делото во нас и со нас, ќе го доврши до денот на Христа Исус, до тој ден, кога треба да се појавиме како безпрекорни, како чисти, делото што тој го почна, ќе го заврши. Нормално, со наша дозвола, ништо не прави Бог, без наша дозвола, без да се согласиме со нашата волја, како што нели вчера баш читавме од книгата Ум, карактер и личност. И сега доаѓаме до оние клучни стихови исто кои што ги запишал Павле во посланието до Колосијаните, ќе прочитаме еден поголем дел од 1 до 14, кои што ќе ни дадат одговор најнапред, нели, какви не треба да бидеме, а какви треба да бидеме, што опфаќа сето тоа совршенство, и на крајот како круна ќе видиме што всушност значи тоа совршенство. Колосијаните 3, од 1 до 14 ќе читам. И така, ако воскреснавте со Христа, барете го она што е горе, каде што Христос седи одесно на Бога. Мислите за она што е горе, не за она што е на земјата. Зашто вие умревте и вашиот живот е сокриен со Христа во Бога. А кога ќе се јави Христос нашиот живот, тогаш и вие ќе се јавите со Него во слава. И така, умртвете ги своите членови, што се на земјата, блудството, нечистотијата, страста, лошата желба и лакомството, што е идолопоклонство, заради кои доаѓа Божиот гнев на непослушните синови, меѓу кои и вие некогаш одевте, кога живеевте во нив. Но сега отфрлете го и вие се ова, и претходното, нели, што е набројано и сега, вели гневот, јароста, злобата, хулењето, срамните зборови од својата уста. Не лажете се еден друг, зашто го соблековте стариот човек со неговите дела и облековте нов, кој се обновува во полно познавање по образот на оној кој го создал. Каде нема веќе гркни јудеец, обрезание и необрезание, варварин, скит, роб, слободен, туку Христос е се и во се. И така облечете се како Божии избраници, свети и возлюбени, во милосрдно срце, благост, смиреност, кротост, трпеливост. Трпете се еден со друг и проштевајте се еден на друг, ако некој има поплака против некого. Како што и Господ ви прости вам, така проштевајте и вие. Видовме, значи, тука редица на негативни карактеристики кои што треба да ги отфрлиме и не треба такви да видиме, а еве гледаме и редица на добри карактеристики. И сега 14 стих е клучниот и вели, а над сето тоа, сите овие што ги наброја,
облечете се во љубов, која сврзува се во совршенство. Че најважната состојка во сите овие, па и еве ако земеме во Галатјаните 5 глава, со како почнуваат оние плодови на духот, со љубовта. Најважната состојка која што сврзува се во совршенство е љубовта. Едноставно може да кажеме, совршен е оној кој што ја има совршената љубов во срцето. Тоа е совршенството. Толку едноставно. Љубовта која што ние ја немаме по природа, затоа што ние сме себични, таа љубов е несебична. Во Коптежа на вековите во 22 страна Елен Вајт ќе каже, значи да видиме накратко само преку овој цитат, во оваа кратка реченица, како можеме да ја добиеме таа љубов? Само љубовта, вели, може да разбуди љубов. И тоа Господ го постигна, затоа беше така осмислен планот на спасението. Љубовта која што не верувам дека некој од нас ја нема искусено, Божјата љубов. Ако навистина сваќа што направи Господ. Го даде својот живот за нас. И се само неколку стихови, познати стихови од Јован повеќето, да, од неговото Евангелие и посланијата. 1 Јованово 5.3. Зашто ова е љубовта Божја? Да ги исполнуваме неговите заповеди, а неговите заповеди не се тешки. Јован 14.15. Ако ме љубите, ќе ги пазите моите заповеди. Јован 14.23 и 24. Исус во одговор му рече, ако некој ме љуби, ќе го држи моето слово. А 24-тиот вели, кој не ме љуби, не ги држи моите зборови, не го држи моето слово. Толку е просто. 1 Јованово 3.16, значи не Јован 3.16, 1 Јованово 3.16, по тоа ја познавме љубовта, што тој го положи својот живот за нас, и ние сме должни да ги положиме своите животи за браќата. Прво Јованово 4 глава од 7 до 12, што е, и потоа ќе прочитаме еден цитат. Прво Јованово 4 глава од 7 до 12. Возлюбени, да се љубиме еден со друг, зашто љубовта е од Бога, и секој кој љуби од Бога е роден и го познава Бога. А кој не љуби, не го познава Бога, зашто Бог е љубов. Во тоа ни се откри Божјата љубов кон нас, што Бог го испрати во светот, својот единороден син, за да живееме преку него. Љубовта е во ова, не дека ние сме го возлюбиле Бога, туку тој не возлюби нас. И преку таа негова љубов ја буди љубовта кај нас, нели? И го испрати својот син како жртва помирница за нашите греови. Возлюбени, ако Бог не возлюби така, и ние треба да се љубиме еден со друг. Бога никој никогаш не го видел. Ако се љубиме еден со друг, Бог останува во нас и неговата љубов стана совршена во нас. Тоа е совршенството, тоа е човек совршен. Оној кој што ја има совршената љубов во себе, или како сакате да кажете, ако го имате Христа во срцето, ако го имате Духот Свети, ја имајте и таа совршена љубов, и вие сте совршени во Божите очи. И сега да прочетаме еден цитат од втората книга на сведоштвата, 133 до 136 страна, тоа е од македонскиот превод, ако некој сака да си запише. Вистинската љубов не е силна, дива, нескротлива страст. Напротив, таа всушност е тивка и длабока. Таа не гледа на надворешноста, туку ја привлекуваат само добрите особини. Таа е мудра, знае да прави разлика и незината посветеност е вистинска и постојана. Бог не испитува и не проверува во нашите постапки во секојдневниот живот. Во малите работи се откриваат вистинските особини на срцето.
Среќата во животот ја сочинуваат мали вниманија, многобројни ситни случки и едноставни љубезности, додека недостатокот на мали, благи, охрабрувачки зборови и мали услуги прават животот да стане тажен. На крај, ќе се увиди дека само откажувањето, заради доброто и среќата на оние кои се околу нас, содржи голем дел од книгата на нашиот живот на небото. Исто така, ќе се увиди и фактот дека ако се грижиме само за себе, не водејќи сметка за среќата и доброто на другите, тоа нема да му го привлече, да му се провлече на погледот на нашиот небесен татко. Љубовта е сила, таа дава духовна и морална сила која е неодвојива од неа. Моќта на богатството настојува да расипе и уништи, а силата руши. Меѓутоа, изврсноста и вредноста на чистата љубов е во незината подготвеност да прави добро и ништо друго. Што и да е направено од чиста љубов, колку и да е беззначено во очите на луѓето, донесува обилен плод. Бидејќи Бог гледа со колку љубов некој нешто прави, отколку колку многу е направено. Љубовта е од Бога. Срцето кое не е обратено не може во себе да ја одгледува таа небесна билка, која живее и цвета само каде што владее Христос. Љубовта не може да живее без дела, а секое дело ја зголемува, зајакнува и шири. Љубовта ќе задобие победа таму каде што е немоќен секаков доказ, секаков авторитет. Многу убави зборови, мисионски зборови можам да кажам. Љубовта не работи за корист или награда. Бог одредил на секое дело на љубов да припадне голема добивка. Љубовта е сеопфатна. Таа е тивка во својата работа, но силна и моќна во својата намера да совлада големи зла. Незиното дејство ги растопува срцата и ги обратува. Таа е во состојба да ги придобие грешниците, да ги омекне нивните срца, и тогаш кога секое друго средство ќе се покаже неуспешно. Било каква евангелизација, било какви говорници, било што. Вели, ќе го повторам ова, затоа што овој дел ни фали многу, а кога тоа ни фали, показател на тоа е ни фали љубовта. Таа е во состојба да ги придобие грешниците, да ги омекне нивните срца и тогаш кога секое друго средство ќе се покаже неуспешно. Каде што ќе примениме само ум, авторитет и сила без љубов, ќе наидеме на отпор од оние кои сакаме да ги придобиеме и тој отпор се повеќе ќе расте. Интересно. Исус бил кнез на мирот. Тој дошол на овој свет да го отргне противењето и силата и да го прими јаремот на себе. Можел да го постигне тоа со својата мудрост и сила, но тој ја употребил мудроста и силата на љубовта за да го победи злото. Многу убави зборови. Значи, некако гледав да ја вклопам темата во минутите што ми преостана и така да повеќе зборуваше вдъхновеното слово отколку што јас самиот. Значи, совршенството не е нешто што треба да се плашиме да биде некоја тема, не знам, која што ќе избегнуваме, некоја табу тема. Совршен е оној, како што кажав, кој има совршената љубов во себе. Тоа е совршенството. Ако го љубиш Бога со сета своја сила, со сиот свој ум, со сите своји мисли, и ако го љубиш ближниот како самиот себе, ти го држиш законот, меѓутоа не само тоа, тук ти си совршен. Тоа е. Тоа е љубовта. Примајќи го Христа во срцето, го примаме духот, како што кажав, а всушност со тоа примаме таа совршена љубов, Божјата љубов. Дека Бог ни помогне да тоа биде искуство во нашите животи. Затоа што љубовта е сила, а тоа ќе се покаже во многу области во нашите животи, ако ја имаме таа божествена љубов. Нека му е слава на Бога. Амин.